на македонска јавност. Вчера доставивме еден предлог по итна постапка, предлог закон за изменување на Законот за служба во армијата на Република Македонија. Станува збор за закон кој што го поднесовме по член 167 став 2, кој што ги третира интересите на безбедноста и одбраната. Во моментов состојбата во светот на геополитичко ниво не ни е баш најсјајна, а исто тоа и со состојбата со армијата и на организацијско ниво, но и помеѓу војниот персонал. И токму затоа го предлагаме овој закон за да биде донесен по итна постапка. Што точно се случува? Во моментов во армијата имаме две формации. Или да преведам тоа, му излегува како да имате две систематизации во една организациона единица. По новата формација се поставени едни, по другата формација се поставени други лица. И токму тие лица треба да можат да заминат во пензија. Во моментов тие лица не можат да заминат во пензија затоа што законот тоа не го дозволува. Се извинувам. И токму во тој закон ние предлагаме заминување во пензија на 40 години стаж за мажи, односно 38 години стаж за жени. Нешто слично како што е во Министерството за внатрешни работи. Тоа е првата работа што ја предлагаме. Понатаму предлагаме департизација и деполитизација на армијата со тоа што ги враќаме ингеренцији на началникот на генералштабот кои што беа одземени претходно од страна на министерот за одбрана во 2020 година. И исто така предлагаме на доместок на војниците кои што имаат 45 години навршено старост, да покрај тоа што имаат можност да се вработат во државни институции и државни органи на локалната власт, без јавен оглас, да имаат можност да добијат отпремнина од 1000 евра во денарска противвредност за секоја година помината на служба во армијата на Република Македонија. И последно предлагаме порамнување на пензиите на сите кои што заминале претходно во пензија по било кој основ, односно по било кој закон, на начин што коефициентите ќе се изедначат. Со тоа цениме дека ќе се одолжиме на сите претходни припадници на армијата, кои што ја формирале армијата, и на сите припадници кои што учествуваа во разноразни дејствија во државата и надвор од неа. Од тие причини бараме законот да биде ставен на дневен ред, односно да го додадеме како точка на дневен ред. Би замолил да не се повикуваме на тоа дека законот не е преведен, станува збор за многу кратки измени, 2-3 страници се во прашање, така да би замолил да пристапиме кон ставање на точката на дневен ред и усвојување, односно да го решиме статусот на тие луѓе. Ви благодарам.